Ја не можам да ве учам, вас знаете да читате читање до 4-то деление се учи. Ајде сега. Епа, тој никаде нема процедурално. Еве. Ова е процедурално и тоа во целата... Која кампања? Го штитиш дуите? Која кампања? Не ќе ги апсевте. Ај се глеси тука. Висар Ганију до пред една година беше дуи. Сега е влен. Ајде да смете се слободно. Вие сте заштитници на криминалот во Македонија. Треба да сте загрижени за граѓаните, за жителите на град Скопје. Господјо, дали може да не урлате? Многу сте невоспитани. На увид на целокупната македонска јавност. Овој документ тука, јас се извинам невоспитано крајно, некој додека говори да барате пауза. Замолчете, ти ќе има шанса, Мартин, да кажеш за дивоградбите на твоите комши за 15 на минути кога ќе завршам јас со моето процедурално. Да ве замолам за седницата. Овде ќе зборуваме и останатите општини. Овде се останатите општини. Во овој ја вакво флагрантно бранење на Висар Ганију не сум видела, бе луѓе. Дали се срамите, образ имате ли? Дали не се срамите од себе си? Еве го господинот Страшо единствен кој што има образ од тука и станува затоа што не може циркузот да ви го гледа. Внимавајте. Урлате срамота. Ви благодарам, господине Страшо, многу го ценам, ја ценам вашата коректност. Овој документ инаку, кој што го има формално правно издадено општината Чаир во 24-та наводно година, содржи два документи кои што се флагрантно кршење на законот и фалсификат. Ама ќе ме председателе, дали ќе реагирате на ова невоспиту? Јас не можам да кажам веќе ништо. Не процедурално е ова, господине Мартин. Ма вие не дозволивте јас една реченица да довршам, значи. Дали ќе реагирате на ова што урла овој господин тука или не? Не знам, председателе. Вие реагирајте некако сега, заштитете не. Па не штитат од криминалците, барам од невоспитање, заштитете не. Бе, момче, не урлај, бре. Не урлај. Срамота е за тебе ова. Бе, остави ти ние срамотата, дека си ја покажаме. Ке цени законот, ке ценат граѓаните дали е срамота. Сакавте седница, еве ви седница, процедурална. Процедурално се обраќам пред да почнете. Можам да ја користам оваа говорница во секоја една минута. Дали ќе интервенирате? Пати ви кажав да се слушаме градоначалничката. Председателе, што да... Дали се медиумите присутни во салава? Дали се медиумите присутни во салава? Дали го гледате ова? Абе со жив штит ќе ги бранат криминалци, ќе отидат ќе легнат пред општина Чаир за да го бранат. Има тука два документи од кои не се дери, господјо. Не се дери, господјо, те молам. Не се дери, господјо. Не се дери, господјо. Господјо, те молам, не се дери. Значи, штом до тука... Во документот што го има издадено Висар Ганију има два фалсификати кои што се направени на документи на град Скопје. Затоа, за да можете овие докази да ги согледате, треба да гласате и за оправданоста и за дневниот ред. Зашто тука се оштетува градот Скопје, се оштетува... Председателе, не е точка на дневен ред. Чаир, за саре треба да разбориме, предлагачот треба да излезе и да каже... Ама за сите општини ќе вадиме. За сите општини имаме ние анализа. Вие рековте за сите општини, ние имаме анализа за сите општини. Ма нема дневен ред, градоначалник. Ама што се возбудувате толку? Луке, дај реагирај, бе, дичко. Не им кажува вака да се однесуваат. Те молам, ти си му личен советник и пиар на премиерот. Реагира, ова крајно невоспитано. Ти им кажуваш да урлаат половина саат. Ајде, Луке. Те замолувам, ако сакаш, значи единствениот го прави драми, тука сте вие. Јас не гледам проблем да се обратам пред овие луѓе. Затоа ако вие
Ве молам, не Не земавте разбирате. збор. Барам, ме прекинавте и јас Овие имам... луѓе се изживуваат, значи, не можам да кажам. Ве молам, градоначалнички, ве молам, превршувајте со процедуралната забелешка. Еве, председател, ако ми дозволите една реченица да довршам, Ве ќе... молам, останете уште 30 секунди да доврши со процедуралното, сепак е градоначалник и ќе ви дадам збор понатаму. А тоа требаше да не сликнат, Мартин, те Ајде, ве замолувам молам, за не малку разговарајте со корекција. советниците, ве молам. Во овој документ кој што го има издадено Висарганија има два фалсификати кои што ги има наведени и кои што требаше да сега... Вако невоспитание, јас мислам... Ja тоа викам пред. Една реченица. Не можам се. Па не можам да ја довршам реченицата, советник. Нека ја доврши реченицата. Не можам да ја довршам Почекајте реченицата малце, каде ништо е нема да пред- стане. Ништо страшно нема да стане. Очигледно ќе За стане. фалсификат се зборува. Не се зборува за годишен одмор кај ќе одиме. Ајде ве молам. Реков дека со една Не да реченица ќе седнете заврши. доволно, кога Ве не, молам. да се седнете Еве, на завршувам. место. Ајде. Ајде ве молам. Луке, собери си ги кучињата. Ајде ве молам. Луке, собери си ги да не лаат. Дозволете реченица да се почне и да се доврши. Срамота е ова. Кинете седницата. Ова вака во влада правите? Вака водите држава? Добро ве. Со вас тука цела народ може да види, цела јавност може да види со што се имаме работа. Со жив штит ги штитите криминалците. Со жив штит. Не 3 години го ловевме Висарганiju. И овие документи он ги направи фалсификатите на 20 март 2025 година. Дали заврши? Тоа што една реченица не дозволуваш некој да доврши, само кажува колку сте луѓе уплашени. И многу ми е жал и многу ми е сериозно. Не знам што да кажам друго, да не дозволите човек една реченица да доврши, кажува на вашата култура, домашно воспитување и тоа дека сте уплашени до коска.